Видите, единствен механизам што владата го има е да дава субвенции, но тоа пак некој го плаќа, така? Значи не така што тоа е решение за одредени сегменти од пазарот, тоест од општеството, например најсиромашните, што патам речено јас има инстанции каде што владата би требало да го прави тоа, но треба сме свесни дека секоја субвенција некој ја плаќа. Треба некој пари да иде, така. Општеството да го плаќа. Ние го платиме. Некој секој пат ја плаќа. Но има одредени ситуации каде што навистина субвенцијата е добар механизам за заштита на, да речам, најсиромашниот слој од општеството. И тука мислам дека треба да се дава субвенција. Но кога станува збор за било какви други субвенции, тоа е не пазарна мерка, нели? Не случајно Европската унија инсистира дека дел од критериумите за влез во Европската унија е дека се укинуваат било какви државниот интервенционизам. Апсолутно, државните субвенции. И единствено кај што не може да се Која е разликата, извинете, која е разликата измеѓу субвенција и државниот интервенционизам? Значи, кога државата интервенира да една стратешка сировина биде на тоа ниво не може државата да интервенира во стратешки суровини кои се предмет на светски берзански цени. Така, ние не можеме. Тоа е, значи, затоа кога зборуваме за храна, сите агрикултурни производи кои се предмет на светска цена, така, дали житото, дали пченката, така, цената е таа, диктира, бидејќи јас како производител. Во што интервенира, например, една Франција кога им помага на винопроизводителите? Те се субвенции. А зошто за нив е дозволено, за нас не? Јас не кажав дека не е дозволено, само сакав да кажам дека секој пат си има цена, дека не има е цена, така. Има цена, да. Сега, зошто мислам, видите, субвенциите што Франција ги дава на своите земјоделци, прво бидејќи земјоделското лоби е многу јако во Франција, и второ има некој заостанет, да речам, страф од Втора светска војна дека земјата мора да остане до одреден степен независна во производството на храна. И мислам дека тоа исто ова така не сум го знал, ова е многу интересен податок за Франција. Добро, да се вратиме би бил отворен пазарот на храна во Франција, мислам јасно е дека најголем дел од земјоделците во Франција би пропаднале. Тоа не е спорно. Со исклучок да речеме на виното кај што имат конкурентни предности, имат створено имидж и бренд, што не може тоа да се надмине, но за обични земјоделски производи дефинитивно би крахирале многу брзо доколку тие субвенции паднат. Мислам се друга тема, но знаете 30% од европскиот буџет на Европската унија, да кажам, оди директно на субвенции на земјоделците во Европската унија. Така што тоа е добро или лошо? Добро е за земјоделците. Тоа е лошо за земја како Македонија, која мисле дека ако влезе во Европската унија, нашите земјоделски производи би се пласирале полесно. Да, до одредена мерка да, но огромното ниво на субвенции што Европската унија ги дава на собствените земјоделци би не ставило нас во некоја не многу поволна позиција за да извезуваме во тие земји. А ние имаме оваа година како никогаш досега најголем буџет за земјоделците. Тоа е добро. За земјоделците. Добро. Да не идеме сега... Добро, тоа е друга тема. Проблемот со нашите земјоделство е дека не можеме да го најдеме пазарот. Не е пазарот. Така. Тука е... Добро. Но тоа е да продолжиме, значи, влијанието на светските токови, се поскапата нафта, се поскапите репроматеријали, нели, руди, кои ние ги извезуваме. За среќа се уште не ни требаат нас, нели? Не сме некоја силна земја у развој. Видите, точно е дека последните 18 месеци, 2 години посебно се гледат зголемување на цените на секое поле во Македонија. Посебно во храната. Тоа, кажав, значи, тие производи кои се предмет на берзанска цена го следат зголемените цени на светските берзи. Причината за тоа е повторно Кина, бидејќи Кина, освен тоа што смука огромен дел од да речем суровините, исто така увезува голема количина од жито и пченка исто така. Како што популацијата станува по богата, така расте стандардот, Кина почна да увезува пченка, пченица, млеко, млечни производи. Така што тоа става притисок врз се, апсолутно, така побројувачка. Глобалното затоплување потврли оваа година огромните пожари во
во овој дел од Европа и да се намалат приносите на И стратешки тоа е исто производи. така, значи Што тоа е придонесе? исто така, од друга страна е малова понудата и затоа тоа е првиот ефект зашто се зголемија цените. Што И можеме овде ние да направиме во вториот тоа? е Да? драматичното зголемување на цената на нафта. Кажавме претходно колку е важна нафтата како енергија во секој процес од ланецот на производство, така? И сега кога енергијата е драматично зголемено, по дефиниција секој производ, бидејќи секој производ, така од оваа маса до оваа чашка, така бара Поврзано некако, енергија за бара производство. нафта. Така. Да, во некој сегмент. Значи и кога енергијата е драматично зголемена, нормално дека цените и на крајните производи се зголемуваат. И тоа е што сакам да кажам од почетокот, дека меѓу другото, ако остане оваа цена на нафтата перманентно зголемена, јас веќе ги образував причини зашто веќе тука некаде ќе остане. А не дај Боже да се случи некоја политичка криза, например Иран, да пукне нешто во Иран, каде што нафтата би отишла на 150-200 долари, тогаш дефинитивно светот влегува во една фаза на драматично зголемување на цените, на инфлација. Добро. И Тоа беше токму тоа што се случи. И што ќе се во случи 70-те. прво? Прво ќе се намали потрошувачката на нафта за автомобили. Луѓето помалку ќе користат автомобили. Јасно, и тоа се подразбира, но тоа исто така подразбира намалување на животниот стандард, нели? Аха, Тоа е, значи, помало производство на автомобили, помалку нафта трошење, заработувачка за компаниите. така. И намалување на стандардот на секој поединец. Така, ако си имал... Но дали така ќе се одрази ова што го кажувате и кај нас? Ако цената на нафтата се зголеми, Да, апсолутно. Колку ние можеме тоа да го поднесеме? Какви би биле последиците? Немаме избор, мислам. Тоа е Не, не јасно нешто ми е, во кое имаме никол- избор, ниту може да влијаеме. Не... Но што можеме да очекуваме? Добро, тоа хипотетично сега збориме доколку би дошло уште поголемо зголемување на цените. Но Капетан Крк на Enterprise која ќе дојде до проблем ги собира сите усовата и им вика improvise, Да. everything. Па тоа што сакам да кажам е дека веќе ги гледаме Шпекулирајме. ефектите од драматично зголемување на цените во последните 2 години, а тоа е резултат на Кина, резултат на зголемувањето на цените. А што правиме, нафтата. например, имаме и до пад на работната Кина предизвика паѓање на цената на работната сила на светскиот пазар. Еве конкретно, например, збориме за текстилната индустрија. Текстилната индустрија, луѓето се жалат и со право, нели? Тешка работа, малку платена. Собствениците велат на минимален минимум е заработувачката, тоа што го правиме за да го пласираме, за да бидеме конкурентни. Затоа што под ова, ако идеме, што го бараат работниците, вика, следното е дека ние не ќе можеме да ги платиме, со што ќе им кажеме пријатно. Но затоа ќе дојде до увоз на кинези. Во соседни земји веќе има кинеска популација која го руши пазарот на работна сила до енормни. Во Бугарија виетнамци, во Србија кинези, пазарот и така натаму и така натаму. Има ли тука улога нешто цела ова што можеме да очекуваме? Не е голем фактор, не е нешто што е фактор воопшто во Македонија. Факт е дека индустрија како текстилната, иако се уште се држи релативно добро во Македонија, бидејќи текстилниот извоз е сепак е зголемен во последните неколку години во Македонија, така што не е можеби не го доживува потенцијалот што стварно го имаме во таа дејност, но сепак се држи, но факт е дека станува се потешко и потешко да бидеш конкуренција на Кина во таа дејност. Во било кој сегмент, не само таа дејност. Па не би рекол во било кој сегмент, но видите, затоа пак ќе кажам, производство на здрава храна може би ги значи, ние по-конкурентни. Долгорочната политика, економска политика на земја како една земја како Македонија е да се најдат тие економски сфери каде што можеме да имаме конкурентна предност спрема другите. Да влегуваме во проекти кои можеме да придонесат значајна економска вредност во иднината. Да се избират такви проекти. Мислам, ние не можеме да бидеме во сфери каде што
се бориме со поевтина работна рака, бидејќи тоа е сега трка до дното, така кој не можеш да се бореш со тоа дека да очекуваме дека еве дојдете во Македонија бидејќи има ефтина работна рака, така тоа не е конкурентна предност. Значи стратегијата треба да биде за проекти, избор на проекти кои ќе ни носат зголемување на економската вредност што Дали можеме да ги артикулираме такви проекти? Што би било стратешко за Македонија? Знам вие дека го проучувавте виното. Еден проект. Значи еве јас ќе ви кажам еден проект што и претходната влада на СДСМ драматично го мискалкулираше, а стана фарса под сегашната влада, тоа е прашањето со ТЕЦ Неготино. Добро. Сега. Некако сме навикнени ние како земја дека така објекти што ги имаме дека ги даваме на странски инвеститори и мислејќи дека тоа ги решава проблемите. Во последно време почна да се зборува за концептот приватно јавно партнерство, но и тоа е во сфери каде што некако не ми се чини дека ќе донесе некоја значајна економска вредност за државата. ТЕЦ Неготино, за мене, беше исклучителен пример каде што државата може да направи модел за приватно јавно партнерство. Што значи тоа? Ние издававме лиценца, така дозвола да се гради фабрика од 300 мегавати за производство на струја. Не случајно имаше 16 компании што се бореа за да добијат таа концесија. 300 мегавати производство, еднаш кога се изгради, би коштало некаде од просек по милион, милион и пол по мегават, околу 450 милиона евра да се изгради таков капацитет. Дали на јаглен, дали на плин. 300 мегавати, така, кои работат во континуитет, пута 24 часа, пута 360 дена во годината, пута моменталната берзанска цена на струјата, бидејќи и струјата е берзанска цена, 70 евра, подразбира дека тој капацитет би имал годишен приход од 170 милиона евра. Еднаш кога веќе е во функција. Да би бил да беше направен на јаглен, трошковите за вкупно втружно производство се максимум до 60%. Што значи останува годишен профит од 60 до 70 милиона евра. Еднаш кога таков капацитет би работел. Се проблемот со јагленот да ги има загадување тоа. За неколку години би бил исплатив целиот проект за целата таа фабрика. 4,5 години. Така. Значи прашањето е сега ние како држава немаме храброст или знаење или ќе речеме дека ММФ и Светска банка не кочи, да навлегуваме во проекти кои донесуваат економска вредност за државата. Значи, затоа кажав, овој беше класичен пример. За мене најправилно ќе беше државата да задржи извесен процент од 33 до 49%, да се даде на стратешки партнер, не инвеститор, но државата да задржи процент собственост во тој нов објект. Кога веќе даваме дозвола некој да гори јагле на нашите простори, така? Добро. И да не ги добиеме вкупните економски придобивки од тој проект на долгорочен план, би било абсурдно. Во меѓувреме се фалиме дека сме вратиле, не знам, 20-30 милиона долари кредити предвремено и сме заштедили 2-3 милиона долари годишно камата. Сакам да кажам, споредбено, значи, ние имаме девизни резерви кои треба да се искористат во ваков вид на проекти, кои ќе донесат поврат на инвестицијата во еден долгорочен период, далеко повеќе од тоа што добиваме на тие пари кои лежат сега во банка, добиваме 4 или 5% камата годишно, или и уште повисоко, дури повисоко од тоа што плаќаме на